Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добар ден, драги слушатели, вие сте на вреновите на Радио Слободна Македонија, 17 часот и 5 минути речиси. Вистинско време е да започнеме со најновото издание на умствена гимнастика, низ кое што ќе ве водам јас, Христина Рунчева-Тасев, доцент на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. И токму наредните 60 на минути се предвидени за една интересна тема која што ќе ја споделам со вас, а тоа е како и дали можеме да го подобриме квалитетот на нашето живење, со кои предизвици се среќаваме на дневна основа и што можеме да сториме за да не се разочаруваме од неуспесите, полесно да ги прифатиме сите оние нешта кои што ни се случуваат на дневна основа, колку и да се непријатни, и како да испливаме на површина и покрај неуспесите, падовите и сите оние нешта кои што животот не ги носи кога најмалку ги очекуваме. Петок попладне вистинско време за една ваква тема со која што ќе споделиме искуства, ќе се советуваме, но истовремено и ќе се релаксираме. Одиме со музика за почеток и ќе започнеме со предвидената тема за денес. Умствена гимнастика. Вие слушате умствена гимнастика на бреновите на Радио Слободна Македонија, Радио во боја. Во ова денешно издание одлучив да зборувам за една тема која што е поврзана со подобрување на квалитетот на живењето, односно како да се ослободиме од сите оние грижи, очекувања, па до некоја мера и стравови кои што ни доаѓаат од иднината. Па ако размислиме, секој од нас на дневна основа се соочува со одреден вид на страв. Страв од иднината, страв од тоа како ќе го поминеме денот денес. Некои можеби се плашат од темнина, други од грмотевици. Но сите тие рационални стравови кои што се јавуваат дури уште од детството, во најголем дел од случаите предпоставувам дека се неосновани и рационални, но ваквите грижи за иднината не се несвојствени, дури и за оние најмладите, па до највозрасните. Па ако размислиме, стравовите ги измачуваат не само децата, туку и младите, оние кои што се и во пубертет, но и возрастните честопати се грижат и тоа бесполезно. Секој човек би можел да се ослободи од 90% грижи за тоа во кој момент би престанал да се плаши и би размислил дали според законот на веројатноста постои вистинско оправдување за сите негови стравувања. Во оној момент кога ќе размисли за вистинската веројатност, дали постојат било какви шанси да ни се случи она од што стравуваме, ќе видиме дека најголем дел од стравовите се ирационални. Ако го земеме само за пример, едно од најпознатите осигурителни друштва на светот, а тоа е лондонската фирма Lloyd, таа заработува милиони фунти на човечката склоност кон стравовите, и тоа стравување од неволи, и тоа неволи кои што многу ретко не погодуваат. Па така, ако го споредиме ова осигурително друштво, ќе видиме дека е многу слично на обложувалница. Се обложува со клиентите дека катастрофите од кои што тие стравуваат нема никогаш да се случат. Секако дека тие не се нарекуваат обложувалници, туку се осигурителни друштва, иако нивната дејност всушност се заснува врз законот на веројатноста. Па така, лондонскиот Lloyd постои повеќе од 200 години и доколку не се промени човековата нарав, човековата природа, веројатно ќе постои уште векови и ќе осигурува чевли и бродови, очи и нозе против несреќите кои што според законот на веројатноста не се случуваат ни напола онолку колку што луѓето замислуваат, претпоставуваат, стравуваат и за таа цел и се осигуруваат. Така, ако го проучиме законот на веројатноста, веројатно ќе дојдеме до многу интересни откритија. Кога, например, би знаеле дека по 5 години ќе мора да се бориме, например, во војна која што би била слична на она како што е Втората светска војна, тогаш сите ние би полуделе од страв и секако дека би се осигурале однапред, би напишале тестамент и ќе го избереме сигурно најдоброто осигурително друштво на светот. Во тие моменти би посакале последните 5 години од животот да ги искористиме така што би патувале, билдувале до безвест, би ги правеле сите оние нешта за кои што знаеме дека нема да имаме можност никогаш повеќе натаму да ги правиме, знаејќи дека тоа се последните 5 години од нашиот живот или предвоен период.
Меѓутоа, законот на веројатноста вели дека животниот период од 50-та до 55-та година е еднакво смртен во војна како и во мир, односно дека еднаков број на луѓе во тој животен период и плаќаат данок на смртта без оглед на тоа дали луѓето војуваат или не. Така што добронамерен совет е, живеете го секој ден онака како да е последен и давајте максимум од себе, правете ги сите оние нешта за кои што би ги правеле кога би знаеле дека би живееле уште 1, 2 или 5 години. Инаку, ако го разгледаме законот на веројатноста, кој што секогаш функционира во пракса, ќе видиме дека многу пати залудно сме се грижале и дека законот на веројатноста вели дека нема да се случи ништо. Ова е реченица која што звучи чудно, но често ги ослободува луѓето да престанат да се грижат за евентуални или за идни несреќи. Истовремено, ако почнете да ја користите и да размислувате според законот на веројатноста, ќе ви се разубави животот и ќе ви донесе многу повеќе смиреност и ведрина, процеси во кои што порано многу и помалку сте забележувале дека може да ви се случат, односно да живеете малку порелаксирано. Како што истакнува во една прилика еден американски генерал Џорџ Крук, кој вели дека речиси сите човечки грижи и чувства на незадоволство се плод на човековата фантазија и немаат врска со стварноста. Ако се осврнете на сопствениот живот, ќе увидите дека тоа е апсолутно точно. Приказната на Џим Грант убаво го илустрира ова тврдење кое што предмалку го споменав. Имено Грант е сопственик на трговска фирма која што тргува со овошје на големо и од Калифорнија често нарачува товари јужно овошје во количества од по неколку вагони. Раскажува како се измачувал во мислите дека возот по кој што се транспортираат саканите продукти, односно овошјето, може во секој момент да се преврти, а мостот преку кој што поминува возот да се урне. Што би станало тогаш со овошјето? Секако дека овошјето е осигурано, но доколку не им го испорача на купувачите на време, ќе го изгуби пазарот, што би му донела навистина огромна штета на долг рок. Такви и слични мисли, доколку го обседнувале, толку го обседнувале што на крајот побарали медицинска помош, жалејќи се на болки во желудникот, сметајќи дека веќе добили чир на желудник. И не било се така црно, но докторот му кажал дека мора да запре со ваквите грижи, дека неговите нерви се веќе при крајот и ќе мора да размислува попозитивно во поглед на неговата работа, односно помалку да се грижи за тоа дали ќе стаса обушето на саканата дестинација. Па во таа прилика трговецот ќе истакне дека тоа ми ги отвори очите и се прашував колку товари овошје се превртеле во овие 25 години. Одговорот на ова прашање е 5. А колку товари сум превезол досега? Па околу 25.000 вагони. Тогаш вели си реков самиот себе си: знаеш ли што значи 5 товари од вкупно 25.000 вагони? Тоа е 1 спрема 25.000. Со други зборови, според законот на веројатноста, кој во овој случај се заснова врз сопственото искуство на трговецот, можноста товарот стока да биде превртен е 1 спрема 25.000, па зошто тогаш се загрижуваше прашањето кое што си го поставил? Сепак вели дека немир имал во душата и покрај овие факти кои што ги знаел и независно од тоа што веројатноста е мала, вели, размислувајќи дека би можел да се урне железничкиот мост, почнав повторно со старата игра на загрижување. Но тоа никогаш не се случило, нити пак го доживеал во сопствената кариера. Па затоа вели, тогаш е навистина бесполезно да се загрижуваш и да добиваш црни мисли и да добиеш и чир на желудник и други болести, затоа што веројатноста да се случи нешто лошо е многу помала отколку она што ние го мислиме или не изгледа многу страшно. Ал Смит, гувернер на Њујорк, на нападите на своите противници секогаш им одговарал со зборовите: ајде да ја анализираме ситуацијата. Потоа ќе почнал да ги изнесува фактите. Идниот пат, кога ќе почнете да се грижите за она што би можело да се случи, сетете се на мудриот Смитов совет. Анализирајте ја ситуацијата и обидете се да установите дали вашите црни сомневања се засновани врз реалноста или се само плод на една загрижана фантазија. Така постапил и Фредрик Малштед во моментот кога му се сторило дека му одзвонил. Ева и неговата приказна. Тој во почетокот на јуни 1944 година, како припадник на единица за врска, вели леже во еден плиток ров покрај плажата Омаха.
Бевме штотоку вкопани во брегот на Нормандија. Плиткиот ров во вид на правоаголник неодолимо ме потсетуваше на гроб. Се обидував да заспиам, но тоа никако не ми успеваше. Може би ова е мојот собствен гроб, па си повторував така во себе. Кога околу 11 часот германците почнаа да не бомбардираат, се вкочанив од страв. Првите 2-3 ноќи не затварав око. Нервите почнаа да ми попуштаат. Се чинеше дека ќе полудам. Петата ноќ ми беше најстрашна, но истрпен од стравот, сепак почнав потрезно да размислувам. Поминаа 5 ноќи, се утешував, а сепак никој од единицата не загина. Ранети се само двајца и тоа не од германските бомби, туку од шрапнели на нашата противавионска артилерија. Таквото размислување ми помогна да се смирам и да направам нешто конструктивно. Следното утро направив дебел дрвен покрив на дровот за да се заштитам од шрапнели. Се уверив сами од себе си дека само директен погодок на бомба би можел да ме усмрти, а можноста да се случи тоа беше 1/1000. По неколку ноќи таквото уверување сосема се смирив, па најпосле спиев како заклан дури во време на воздушните напади. Американската морнарица во време на војната се служила со законот на веројатноста за да го крене моралот помеѓу луѓето. Па оттука еден бивш морнар раскажува како се исплашиле тој и неговите другари кога добиле прекоманда на танкери во високо октанско гориво. Верувале дека танкерот со високо октанско гориво, погоден со торпедо, за миг ќе се разнесе на парчиња. Меѓутоа статистиките покажале дека од 100 танкери со високо октанско гориво, погодени со торпеда, 60 остануваат да пловат, а од 40 што ќе потонат, само 5 тонат за помалку од 10 минути. Тоа значи дека екипажот може да се спаси и дека бројот на загинатите е минимален. Кога ги дознавме сите овие податоци, не олесни. Па од тука знаевме дека немаме шанси да останеме живи, дека имаме шанси да останеме живи и дека според законот на веројатност ништо нема да ни се случи. И од тука доаѓаме до едно прво правило, до едно златно правило кое вели анализирајте ја ситуацијата пред да се грижите, прашајте се какви се изгледите според законот на веројатноста да се отворат сите оние ваши најцрни сомневања. Умствена гимнастика. Вие слушате умствена гимнастика на бреновите на Радио Слободна Македонија. Во првиот блок зборував главно за тоа како да се справиме со грижите за иднината и тоа најчесто оние грижи кои што не оптоваруваат ирационално и кои по законот на веројатност речиси минимални се или исклучени се шансите да не се случат, но сепак во природата на човекот е грижата за секојдневието, за да обезбедиме што подобра иднина за себе и за најблиските, но понекогаш животот ни дава поголеми шлаканици и ќе мора да се соочиме со работи кои што се неизбежни. Таквите неизбежни нешта најдобро е да ги прифатиме и да соработуваме затоа што понекогаш и немаме друг излез. Интересно е тоа што неверојатна е брзината со која што ги прифаќаме неволите во животот, затоа што и тоа мораме да го сториме и најчесто најбрзо се прилагодуваме на нив, иако ни е тешко, но мора да се приспособиме и на некој начин велат дури да заборавиме на нив. Има еден интересен напис кој што стои на урнатините на една средновековна катедрала во Амстердам, кој што гласи: така е, поинаку не може да биде. Сите во животот порано или подоцна се среќаваме со непријатни ситуации кои се онакви какви што се и кои што не може да бидат променети. Не останува единствено да избираме или да ги прифатиме како неизбежни, или да се помириме и да се соживееме со нив, но втората варијанта ни е да го згаснеме животот, односно да си го уништиме животот со опирање и вечно оплакување. Вилијам Џејмс рекол: најдобро е со готовност да се прифати ситуацијата. Прифаќањето е прв чекор кон совладување на последиците од каква и да е неволја. Едно гочливо искуство на една дама по името Елизабет Конли вели дека до истиот заклучок може многу лесно да се дојде, но најчесто патот е трнлив. На денот на победата на американските вооружени сили во Северна Африка добива телеграма со соопштение за загинувањето на нејзиниот внук, млад човек кој што го сакала како свој роден син. Вели: занеме фудболка. Ми се чинеше дека целиот свет се урна, а сето оно убаво што го има во животот исчезнало во неврат. Среќата до тој ден ми беше прилично наклонета. Имав интересна работа и со љубов помагав во воспитувањето на саканиот внук, но наеднаш останав сама на светот. Почнав да ја занемарувам работата и пријателите. За ништо веќе не ми беше грижа, па набрзо се претвори во намортен човек. Зошто тоа
токму не му мораше да му се случи? Зошто мораше да загине токму тој пред кого стоеше целиот живот, се прашував редовно. Никако не можев да се помирам со гочливата вистина за смртта на внукот. Скршена од болка, решив да ја напуштам работата и да одам некаде каде што ќе можам да бидам сама со својата неволја. Додека се подготвува за патување, случајно на масата за пишување најдов на писмо што истиот тој внук го напишал неколку години порано кога умре мајка ми, вели. Секако дека на сите ќе ни недостига. Особено тебе, драга тетко, пишуваше. Но ја знам дека ти храбро ќе ја поднесеш таа голема загуба. Во тоа ќе ти помогне твојата животна мудрост и веселата нарав. Никогаш нема да заборавам како ме учеше дека човекот и во неволја мора да остане човек. Каде и да сум, што и да правам, секогаш ќе ги имам на ум твоите зборови дека мораме да ја задржиме насмевката и храбро да ја поднесеме несреќата и тогаш кога во животот ни е најтешко. Таа вели го читав и го препрочитував писмото од мојот внук и ми се чинеше како да е покрај мене, дека ми се обраќа. Речиси и го слушав како ми зборува. Зер си го заборавила она што мене ме учеше? Немој да потклекнеш, што и да се случи. Насмивни се, скрија болката, биди храбра докрај, биди човек. Тоа писмо ме врати во живот, се вратив на работа, ги обнови врските со старите пријатели, престанав да се бунам против судбината, а во себе постојано си повторував. Што станало, станало. Невозможно е животот да се измени. Морам и можам да смогнам сила да продолжам да живеам онака како што нему би му било мило, доколку тој беше жив. Вели се фрлив на работа со жестокост на очајник. Почнав да пишувам писма до други војници, синови на други луѓе, се запишав во вечерно училиште барајќи нови интереси, нови пријатели и тоа ми помогна да се изменам, да станам подобра личност. Престанав да жалам за минатото, сваќајќи дека не можам да го променам. Се помирив со животот, го прифатив, запознав радост за која порано не можев ни да сонувам. Сега животот ми е исполнет со грижа и љубов за други луѓе, љубов која не можев докри да му ја подарам на саканиот внук. Токму така оваа дама го научила она што секој од нас порано или подоцна ќе го научи. Дека мора да го прифатиме неизбежното, да соработуваме со неизбежното. Инаку не може да биде. Не велам дека е лесно да се совлада таа животна лекција, но знам дека таа е една од највредните поуки на животот. Шопенхауер рекол: добра доза резигнација е најважна резерва на патот на животот. Дали ќе се чувствуваме среќни или несреќни, не зависи од околностите, туку од начинот на кој ќе се поставиме спрема нив. Точно е, зар не, дека секој од нас носи во себе свој рај и свој пекол. Дали ќе бидеме среќни или несреќни е само прашање на избор. Секој од нас може да поднесе трагедија и да излезе од неа непобеден, доколку мора, се разбира. Може би мислиме дека тоа е невозможно, не знаејќи дека во секого од нас се кријат неизмерни резерви сила која ќе ни помогне ако знаеме да ја искористиме. Човек е посилен од она што тој мисли. Покојниот Бут Таркингтон секогаш велел: се во животот би можел да поднесам, освен едно, а тоа е слепоста. Со слепоста никогаш не би можел да се помирам. Како самиот себе си да се зарекол, овој лик во 60-та година од својот живот ослепел. Како реагирал на таа несреќа? За чудо сосема смирено, па дури и со хумор. Се уверив дека губењето на видот не е најголема трагедија во животот, рекол. Го поднесувам како што човек поднесува каква и да било неволја. Кога би ми се случило да ги изгубам сите 5 сетила, знам дека и натаму би можел да живеам. Би живеел со мозокот, зашто со мозокот работи, човек работи и во мозокот живее, било да е свесен за тоа или не. Во надеж дека ќе го поврети видот, Таркингтон за само една година бил опериран повеќе од 12 пати. И тоа само со локална анестезија. Знаејќи дека операциите се неизбежни, настојувал со прифаќање на судбината да ги намали сопствените страдања. Не се согласил со приватна соба во болницата, туку барал повеќе креветна, за да може да биде со луѓе кои што имаат слични проблеми. И што направил? Ги веселел сите останати во собата. А кога морал да се подложи на операција едно по друго, сосем свесен за се што се случува, се уверувал самиот дека е среќен што живее во 20 век. Прекрасно е, велел. Денес медицината е толку напредува што може да се фати во костец со толку фин и сложен механизам како што е човековото око. Просечниот смртник би потклекнал пред повеќе од 12 операции и целосно слепило. Но Таркингтон меѓутоа во оваа прилика рекол: не би го менувал ова искуство за некое посреќно. Тоа го научило на прифаќање. Му покажало дека нема неволја во животот која како човек би можела да го скрши.
му ја потврдило вистинитоста на зборовите на англискиот поет Џон Милтон, кој рекол кога ослепел: не е страшно да бидеш слеп, но страшно е да не можеш да ја издржиш слепоста. И навистина, неизбежното не можеме да го измениме ни со револт, ни со горчина, ни со бес. Можеме единствено да си измениме самите себе си и да си го упропастиме животот и својот и на нашите најблиски. Ке помислиме можеби дека на некој начин се преку овие зборови се проповеда слепо покорување на судбината или прифаќање на се она што ни донесува животот. Но тоа не е така. Тоа би бил чист фатализам. Човек мора да се бори додека има надеж и да се бори до крај. Но тогаш кога здравиот разум ќе почне да ни укажува на бесмисленоста на борбата, човечки е од името на здравиот разум да ја прифатиме ситуацијата и да не жалиме по она што не може да биде. Професорот Хокс од Универзитетот Колумбија во една прилика вели дека неговото животно мото било многу едноставно, а тоа е една детска песничка која што е научил во детството. Вели: за секоја болка што ќе не снајде, лек има или нема. Ако го има, треба да се најде, да се заборави пак, ако го нема. J.K. Пени, еден од основачите на познатите американски стоковни куќи под називот Пени, вели дека не би се загрижувал ни тогаш кога би изгубил се што имам, зашто не сваќам што би можел да добијам со загрижувањето. Во секоја работа давам се од себе и работам најдобро што можам, а резултатот со доверба и го препуштам на судбината. Хенри Форд вели нешто многу слично на ова претходно. Тој истакнува дека кога ќе почувствувам дека веќе не можам да управувам со настаните, ги оставам настаните да управуваат самите со себе. Кој е неговиот рецепт против грижите? Го запрашале Кейти Келер, председател на фирмата Крайслер. Во таа прилика тој рекол: кога ќе се најдам во тешка ситуација, правам се за да се извлечам од неа. Доколку нема излез, се помирувам со ситуацијата. Никогаш не водам грижа за еднината, зашто знам дека човек никогаш не може да предвиди што ќе се случи. Има многу разновидни фактори што влијаат врз човековата еднина. Никој не знае како се активираат тие. Никој не може да проникне во нивната суштина. Зошто тогаш би се загрижувале? Кога на Келер би му рекле дека е филозоф, секако би се насмевнал. А сепак тој живее во согласност со филозофијата што пред 19 века ја предавал славниот грчки филозоф Епиктет. Само еден е патот што води до среќата, зборувал тој. А тој бара да престанеме да се грижиме за работите што се над дофатот на нашата волја. Прочената француска артистка Сара Бернар, позната како Божествената Сара, е прекрасен пример на жена која знаела како треба да се соработува со неизбежното. Цел половина век Сара Бернар била кралица на театарската сцена на 4 континенти, најомилена артистка на светот, но во 70-та година сосема банкротирала и притоа толку незгодно паднала и ја повредила ногата што немало друг излез освен ампутација. Познавајќи ја жестоката нарав на Божествената Сара, лекарот одвај се осмелил да ја признае вистината. Очекувал дека страшната вест за ампутација ќе предизвика во неа вистинска експлозија на хистерија, но во ова се измамил. Кога ја соопштил немилата вест, Сара еден момент го погледнала, а потоа мирно рекла: ако мора, мора. Таква и била судбината. На патот кон операционата сала, Сара Бернар почнала да рецитира стихови од една од своите омилени драми. Ја прашале дали го прави тоа за да се развесели. Не, рекла, туку за да ги развеселам лекарите и сестрите. Знам дека нема да им биде лесно, одговорила. Откако заздравила по операцијата, Сара Бернар уште цели 7 години патувала по светот и ја магепсувала публиката на светските метрополи. Кога ќе престанеме да се бориме со неизбежното, вели Елзи Маккормик, автор на една статија во Read is the Jest, почнуваме да се ослободуваме со енергија која што ни помага да го направиме животот побогат и многу поубав. И токму така, убаво решено. Никој на светов нема доволно сила и жилавост да се бори со неизбежното и истовремено со остатокот од енергијата да гради нов живот. Мораме да избереме или едното или другото. Или ќе им се повинуваме на неизбежните бури на животот, или ќе им се опираме и на крајот ќе се скршиме. Неуспехот секогаш доаѓа, дури ако засадиме 20 на дрвца кои што на самиот почеток прекрасно би напредувале, еден ден може да се разбудиме и да бидат оковани со мраз. Тие наместо да ја искористат еластичноста на своите млади гранки и да се наведнат под тежината на ледениот оков,
Дрвцата може да даваат отпор и на крајот преку товарот да се скршат. Но тие се чини дека не ја знаеле мудроста на шумите од север, кои што знаат како треба да се свиткува, како да се соработува со она што е неизбежно. Вештината на стариот источњачки спорт, познат како џиу-џицу, е во тоа борачот да се витка како врба, наместо да се опира како дап. Што ги одржува автомобилските гуми на патот, ќе се запрашаме. Еластичноста, растегливоста, способноста да ја преземат врз себе апсорбцијата на неизбежните удари. Па така е и со нас луѓето. Подолго и позадоволно ќе живееме ако научиме да ги апсорбираме ударите и шоковите по каменливиот пат на животот. Што ќе стане ако им се опираме? Ако тврдоглаво одбиваме да се виткаме како врба? Постојано ќе се измачуваме со внатрешни судири самите со себе, ќе станеме напнати, загрижени, невротични. Ако одиме уште понатаму и ако го отфрламе суровиот свет на реалноста, повлекувајќи се во сопствениот свет на соништата, тогаш може и да полудиме. Па од тука, јас би сакала да споделам една интересна приказна која што е поврзана со животот, односно последниот дел од животот на познатиот грчки филозоф Сократ, може би една од највозвишените и најтрогателните приказни во историјата на човештвото. Секако за него дознаваме преку Платоновите записи, неговиот ученик кој што не оставил трага, знаејќи дека Сократ бил еден од оние филозофи кои што само твореле, создавале, зборувале, но никогаш не оставиле пишани белешки од кои што можеме нешто повеќе да дознаеме, но затоа останатите пишувале за Сократ. Ако го читаме Платоновиот опис на смртта на Сократ, тогаш ќе видиме дека тоа е една од најубавите одломки на светската литература. Прашањето е зошто Сократ морал да умре. Затоа што неколкумина атињани, љубоморни на стариот бос филозоф, кој што одел, зборувал, држал предавања на секаде, го обвиниле дека ја расипува младината и го предале на судот каде што му била изречена смртна казна. Во моментот кога му ја подава чашата со отров, затворскиот стражар му се обраќа на Сократ. Гледај што полесно да го поднесеш сето она што е неминовно. Сократ се разбира тоа и го прави. Тој и гледа на смртта во очи со ведрина и помиреност што граничи со божественото. Гледај што полесно да го поднесеш она што е неминовно. Тоа се тие зборови кои што се изречени 399 години пред нашата ера, но се чини дека на овој наш модерен свет и во сегашниот момент му се потребни повеќе од кога и да е. Гледај што полесно да го поднесеш она што е и неминовно. Па од тука, овде имам уште едно златно правило како една завршна реченица на овој втор блок поврзан со тоа како да ги надминеме повеќе или помалку непријатните фази во животот, а тоа е да соработуваме со неизбежното и да гледаме што полесно да го поднесеме она што е неминовно. Умствена гимнастика. Ова е последниот блок од умствена гимнастика. Во денешното издание зборуваме за тоа како помалку да се грижиме. Помалку да се грижиме за она што поминало, за она што доаѓа, за иднината, но и за сите оние непријатни нешта кои што се случуваат во сегашноста. Најчистите грижи рековме дека ни се поврзани со тоа какво ќе биде нашето утрешно функционирање, што е она што не плаши, што е она што ни се случува во моментот, знае да ни извади од колосек, но честопати има голем број на луѓе кои што поминуваат денови, часови и непроспиени ноќи жалејќи за нешто што биднало за некои направени грешки. А ако сте во оваа категорија на граѓани, мора да ви кажам дека попусто го губите времето, енергијата и нервите кои што дадат заедно со тоа, зашто на ништо на светов не може да го измени минатото, она што поминало, она што е зад нас. Можеме да ги ублажиме до некоја мера последиците од настаните кои што порано се случиле, но да ги измениме никако не можеме. Постои еден единствен начин под синото небо на кој што минатото можеме да го направиме конструктивно, а тоа е смирено да ги анализираме направените грешки и да извлечеме добра поука од нив која што ќе ни служи во иднината. Ален Саундерс раскажува еден настан од училишните денови кој што му останал како животна поука и кој што длабоко се врежал во неговото сеќавање. Вели уште како момче во пубертет покажував знаци на болна загриженост. Ме вознемируваше и најмала ситница. Бев ужасен тремаџија, страдав поради направени грешки. Денови и ноќи поминував во различни размислувања за тоа како требало да постапам во одредени ситуации, што требало да речам и така натаму.
Едно утро наставникот по хигиена не однесе во една лабораторија, стави на катедрата едно шише со млеко и ни рече да седнеме. Седнавме зјапајки во шишето и се прашувавме каква врска има шишето млеко со нашиот предмет. Наставникот тогаш наеднаш стана, го фати шишето, го фрли во лавабото и викна: "Не плачете за истореното млеко." Потоа ни нареди да станеме и да дојдеме до лавабото. "Добро погледнете ги остатоците од ова шише со млеко," ни рече. "Сакам до крајот на животот да запамтите нешто што ќе ви речам. Како што гледате, млекото веќе го нема, се истори во лавабото. Никакво жалење, плачење, каење нема да ни врати ниту капка од истореното млеко. Со малку внимание и предпазливост ќе можеме да го спасиме, но сега е премногу доцна. Единствено ни преостанува да го отпишеме, да го прежалиме и да заборавиме и при тоа да преминеме на следната задача." Оваа нагледна поука која што ја извел професорот останува секогаш во сеќавање, дури и во услови кога можеби ќе ги заборавите задачите по геометрија или латинските глаголи, па дури денеска ќе сватите дека после толку време, ако сте ја научиле во средно образование или во основно, дека е една од највредните лекции која што во животот ви останува. Таа ве учи дека треба да избегнувате попусто истурење на млекото, а ако е веќе истурено, тогаш не чини да се жали по него. Сигурно дека некои од слушателите ќе помислат дека го трошиме времето со излитени поговорки кои што доаѓаат од англиското говорно подречје, тоа е да не се плаче над истореното млеко, но оваа изрека колку и да е банална, колку и да е излитена, сепак сме ја слушнале можеби илјадници пати, но во поговорките кои што се востановени и кои што најчесто се применуваат, ако добро размислиме, ќе видиме дека лежи целата животна мудрост, затоа што во нив е собрана целата горчина од човечкиот род и со устно предавање се пренесуваат од генерација на генерација, па може да прочитате томови книги за мудроста на живењето, но никаде нема да најдете подлабока мудрост од онаа која што е содржана токму во овие изреки. Кога би се придржувале барем кон неколку народни поговорки, ќе ни биде многу полесен животот, а воедно знаењето нема сила доколку не го применуваме. А целта секако е да се потсетиме преку поговорките за тоа што говори народното искуство и како ние можеме да си го подобриме квалитетот на живењето. Може секогаш и старите вистини да се облечат во нова облека и може да се размисли на поинаков начин. Еден од најдобрите автори и уредници на списанието Филаделфија Бюлетин, Фред Фулер, еднаш пред група студенти ќе одржи говор и во него ќе истакне: "Кој меѓу вас знае да сече дрва? Кренете раце." И се разбира дека повеќето кренале раце. Потоа ги прашал: "Кој меѓу вас некогаш сечел трици?" И следувал молк. "Никој," продолжил Фулер, "зашто триците е невозможно да се сечат со пила. Тие се веќе исечени. Исто така ви е и со минатото. Што е направено и не може да се измени, како што триците не можат одново да се сечат." И токму ова нека остане една добра поука за нас, да не ги сечеме триците, да не се обидуваме да смениме нешто што веќе станало, но да ја научиме животната лекција од грешките во минатото. И со тоа да си го подобриме и квалитетот на живењето во денешницата. Се надевам дека сите овие добри пораки и совети ќе ви послужат како златни правила, затоа полесно да се справувате со секојдневните грижи, со секојдневните проблеми кои што ретко кога не оставаат на мира, но пред нас е еден убав викенд. Се надевам дека ќе уживате во него и дека ќе понесете добри спомени од сето она што денеска го споделивме заедно со нас, ако останавте на фреквенцијата на брановите на Радио Слободна Македонија. И јас ве поздравувам, ве поканувам на следна дружба за 7 дена на истата фреквенција. Јас сум вашиот автор и водител на емисијата, Христина Рунчева-Тасев. Слушавте умствена гимнастика на 8 април 2016 година во продукција на Радио Слободна Македонија. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев.
Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.